Природно е луѓето да бегаат од жариштата со коронавирус. Вака микробиологот доктор Никола Пановски ја правда вчерашната одлука на илјадниците скупјани кои за 2 часа го испразнија главниот град и заминаа во внатрешноста. Вели опасност да се прошири вирусот нема, само под услов да се почитуваат строгите правила: носење маски и социјална дистанца. Ако се во викендици, ако не одат по гости како што не одат во Скопје, нема апсолутно никаква опасност да прошират болест. Ако не одат по ресторани да и не почитуваат мерки. Мислам дека во Охрид не работат, хотели не работат, приватни сместувања, отидоа тие што имаат станови. Се надевам не отише по гости кај пријатели. Тоа не би било добро и тие што ги примаат и ги додат таму. Пановски е на ставот и пикот на заразата до прва доаѓа. Вели новодиагностицираните пациенти се последица на непочитување на мерките во одделни скопски населби. И додава, оти држава која не може да си ја контролира целата територија, не може да се справи ниту со епидемија. Не смееше да се случи разлагување на мерките, требаше да остане прецизни час барем од 10 до Бајле и тие места жаришта да се стават под контрола. Мој коментар, накратко, кој нема врска со медицина, е дека држава која не може да се контролира целата територија, не може да се справи со епидемија. На социјалните мрежи лавина реакции по последните одлуки на владата за селективен полициски час. Професорот по кривично право Гордан Калајџиев преку Фејсбук побара оставка од министерот за здравство Венко Филипче и од Комисијата за заразни болести. Нов состав на комисијата побара и докторот по општа медицина Ненад Лазаров, кој смета дека таа треба да работи во функција на здравјето, а не во интерес на политиката.